Исто код го слави Илинден, најголемиот празник во македонската историја, чие што значење за нас започна со Илинденското востание во Крушево 1903 и формирањето на првата република на Балканот. Светската јавност дозна дека тука на овие простори живее македонски народ, дека тоа не се ни срби, ни бугари, нити покрстени елени. Османлиските војски за кратко време ја задушија републиката, но духот на револуционерите, Гоце Делчев, Никола Карев, Даме Груев, Пито Гули, Јане Сандански и други, не може со ништо да се загуши. 41 година подоцна жртвата на крушевските илинденци ја најде својата вистинска смисла во одлуките на првото заседание на АСНО. Заседанието на АСНО представува потврда за постигнатите политички цели, а истовреме и повик за општа мобилизација на македонскиот народ и народот си за конечна победа и за истерување на окупаторот. Токму двата Илиндена се најцврстите столбови на кои е поставена македонската суверена држава, денес рамноправна членка на Обединетите нации и претендент за ЕУ. Ја развиваме државата и таа веќе обстојува повеќе од 70 години. Мораме денеска да се подсетиме на сите оние кои ги дадоа своите животи, а тоа се 20.000 борци за време на Втората светска војна, кои се положени на олтарот слободата и во темелите на нашата држава. Всушност, споменот за тие луѓе покажува дека ние водиме грижа за нашата историја, затоа што кој се почитува сопствената историја, ја почитува и сопствената еднина. Паралелно со државното, Илинден има и големо верско значење, поврзано со големиот култ на громовникот Илија на овие простори. Свети пророк Илија е еден од старозаветните пророци, кои ден денеска се слави и го слават повеќе луѓе, православните христијани посебно го славиме, чествуваме. Токму неговото име денес повторно ги собра жителите на Штипско Долани околу црквичката подигната во негова чест. Овде некогаш имало голем средновековен женски манастир, која е срушена на негово место по балканските војни е подигната сегашната црква. Абе некој кажува, после војната која завршила 12 година, турците кои ги изгонили. Дојделе затворници. Од тамо кога се врнале, ту најделе најпогодно место. И ја градиле црквата. Од тогаш до сега, таа е место на илинденски средби на доланчани. Како што знам, ја од дете се редовно се славе. Јас сум сетен, како што знам, редовно се славе. Празникот порано се прославуваше другше, сега се прославува другше. Тогај се прославуваше, тука народот се тука леже, тука спијат, јадејне се тука. Сега повечко бегат низ куќите, низ град, низ селото. Имам момчето ми е од тука. Јас сум тука мажена у Долани. Секоја година доваѓам. И ми е многу убаво тука. Од тука ми е момчето, свекор, свекрва, сега се починати и така да доваѓаме се тука. Инаку името Илија е меѓу 10 најчести машки имиња во регионот и него го носат над 4000 овдешни жители.